Да, продолжуваме со емисијата. Како што најавивме, сега ќе зборуваме за културата. Имено, често зборуваме тука за политика, за тешки теми, за она што го мачи нашето општество, па ајде малку да видиме и за поубавата страна на животот. Фестивалот Кине Нова се одржува под 8 пат во државата, тука ги имаме уметничкиот и директорот на фестивалот, Гена Теодосиевска, уметнички директор на Кине Нова, и Небоша Јовановиќ, директор на фестивалот. Добро дојдовте во студио 10. Добро ве најдовме. Добро најдовме, благодариме на поканата. Господине Јовановиќ, како што кажавме, традиционално 8 издание на Кине Нова, еве како вовет во разговорот, што не очекува оваа година, што ќе видиме? Да, оваа година 8-то издание на меѓународниот филмски фестивал Кине Нова е под слоганот Прв филм, 8 сетило. Не случајно, прв филм е нашиот основен идентитет, значи фестивал, уште еднаш да повториме, кој што ги слави дебитантите, новите автори, ги откриваме новите авторски имиња во светот, им даваме шанса и ги афирмираме. И нели преку овие автори кои што се во суштина најхрабрите и најентузијастичните, кои што имаат можеби нај некако бистра перцепција на светот или поинаква или можеби авангардна, доаѓаме до 8-то сетило, нешто што ни е потребно, некако дури неопходно на сите нас. Што оваа година Кине Нова ќе донесе? Значи, секако главната програма е составена од дебитантски филмови, всушност први и втори. Оваа година малку и попроширена е листата во таа смисла, значи и трети филмови, ќе има и еден филм кој што е трет на еден режисер. Инаку филмовите се доминантно од Европа. Има интересни копродукции, како што е една копродукција Германија и Иран. Инаку фестивалот традиционално секоја година ја има програмата и меѓународни кратки филмови, каде што оваа година ќе имаме отприлика 20 филма од целиот свет. Тоа е исто така надпреварувачка програма. И она што оваа година ќе биде посебно, значи нели секоја година представуваме една кинематографија која што за нас е екзотична и би рекол дека навистина е екзотична. Овогодинешната програма Фокус на даваме фокус или светло на една помала, како да кажам, кинематографија, но многу интересна и живописна, тоа е кипарската, која што не била представена во Македонија. Во склоп на оваа програма ќе бидат прикажани 3 филмови. Тоа се филмот Док куче на Јана Американу, Пауз или Пауза на Тонија Мишели и ќе биде прикажан филмот Пензионер или Senior Citizen на Мариос Критикис. Понатаму програмата секако е поопширна. Ја продолжуваме традиционално соработката која што е востановена минатата година со еден патувачки полски фестивал кој што е наречен Висла. Тие нас не пронајдоа и одбраа да соработуваат со Кине Нова. Тоа е еден сериозен фестивал кој што ја представува полската кинематографија особено низ Европа и низ светот, и на Кине Нова всушност ни ги носат најновите полски филмови. Во склоп на оваа програма ќе играат 4 филмови за кои што Гена ќе може повеќе да каже. Она што друго би кажал е особено по мене нешто важно кое што на нашите фестивали поретко го има, а тоа е една работилница која што е насловена European Film Stories или Европски филмски приказни. На оваа работилница особено се радуваме и бидејќи ги поканивме европските автори пред се, затоа и така насловена, европски млади автори пред се, каде што нашиот ментор Лех Маевски, значи менторот на оваа работилница кој што е истакнат полски автор, полски филмски автор, режисер, ќе ја предоди оваа работилница и ќе ги менторира сценаријата на одбраните 5 сценаристи од Европа. Во оваа група ќе има и македонски сценаристи.
така што сметаме дека ова е особено важен сегмент кој што го издвојува оваа година фестивалот, кој што не често го Значи на интерактивност има, не е еднонасочен, да речеме. Апсолутно, тоа е многу важен сегмент и на другите фестивали во светот, нели на фестивалот да се понуди баш таква една интеракција каде што меѓународна група на филмаџи, поточно на автори ќе бидат всушност на една маса, развивајќи ги своите идеи и сценарија, со помош на овој прилично искусен автор и ментор, и не само што ќе добијат дополнителна вредност, значи развивајќи ги овие европски приказни, да кажам, значи ќе ги прошират видиците, ќе разменат информации, она што е исто така една од клучните аспекти, не само на образба и едукација, туку нели размена на информации, размена на ставови, мислења, и нешто што е неопходно при градењето на една филмска приказна, да сте нахранети со што повеќе информации, нели тоа секако го прават авторите, тоа истражување, и учеството или комуницирањето во една ваква меѓународна група, тоа само го како да кажам, го збогатува и нивното искуство, меѓутоа и нивните приказни, нивните проекти. Да. Теодосиевска, кога зборуваме за Кине Нова, вие како уметнички директор, како можеме да го гледаме фестивалот, бидејќи има, ако го споредуваме, да речеме, со другите фестивали, би кажале дека е фестивал на уметнички филм, на алтернативен филм, на авангарден филм. Значи, дали би го споредиле, да речеме, со Санденс фестивалот, или каква компарација би направили? Па не би можела да направам компарација од проста причина што тоа се фестивали прво со големи буџети, на нив работат големи тимови. Добро, во однос на програмата, да. Во однос на програмата, ова е навистина еден единствен фестивал во кај нас во Македонија, би рекла и во регионот. Освен што можеме да го видиме Солунскиот филмски фестивал, кој што за нас е еден репер, би рекла, во однос на програмата, бидејќи таа екипа и тој тим на Солунскиот филмски фестивал точно знае како да го промовира младиот дебитант или авторот на вториот филм. Тие имаат и своја награда за дебитантски филм. Неколку наши млади автори учествуваа на нивните фестивали. Меѓу другото и Вардан Тозија, и Јорче Ставревски, и Теона Стругар-Митерска, да не ги редам. Но не би сакала да го компарирам од проста причина што секој фестивал има една свој особен белег, освен што фестивалот ги промовира нели првите и вторите проекти, филмски продукции на интересни дебитанти, режисери, сценаристи. Сепак еве да ги споменеме фестивалите кои што исто така ги промовираат дебитантите, тоа се фестивалот во Љубљана, Лив фестивал, фестивалот во Бусан, фестивалот во Ротердам, Минхен исто така, Хамбург има таков фестивал каде што дебитантите се во прв план. Ете, ние од регионот заедно со Солун, може би Софија тука близу, но Софија е повеќе комерцијална отколку Солун. Солун е повеќе насочен кон она што значи промоција една интелектуална и креативна, би рекла. Но нашиот фестивал, јас сум 3 години со овој фестивал, пред тоа работев, знаете, за Браќа Манаки долго време, и едноставно ова е едно друго освежување. Ако тамо имате продукции кои што се милионски, овде имате продукции кои што се прават и 100, 250, и 100-300 илјади евра. Тоа секако дека не можам да го кажам за нашите автори во денешно време, тие без 500.000 евра не седнуваат да работат, но ете на времето можеме да го спомнеме филмот на Ѓорче Ставревски, кој што беше работен со близу 230.000 евра, па ги доби најголемите награди во Талин, Црната ноќ во Талин, Црните ноќи во Талин, тоа е фестивал што во Европа се повеќе и повеќе се почитува, и би го спомнала и фестивалот во Гдиња во Полска, кој што исто промовира млади автори, и Европската филмска академија на овој фестивал му помага дури и финансиски. Но кога би биле во дел од Европската унија, многу поинаку би личеле работите, не би биле вака тешки во сите оние дури мали сегменти на кои што пречки на кои што наидуваме еве со Небојша и нашиот, да кажам, мал тим.
Но сепак ви нудиме извонредна програма како и минатата година, и оваа година имаме програма на која што се надевам ќе ни позавидат доста фестивали и сакам да ни позавидат убаво, се разбира. И тие наши колеги да бидат дел од овие проекции. Ќе имаме 8 долгометражни филмови во главната компетитивна програма, селектирани од мене и од Небојша. И сето тоа ние го почнавме веднаш после февруари, после моето враќање од Берлин. Седнавме, разговаравме за тоа што програмата Панорама и Форум, кои што се исклучително интересни за младата публика во Берлин и воопшто меѓународната публика и меѓународната критика. Панорама особено, која што секогаш има повеќе од 30 на наслови дебитанти. И тука можете да видите една светска филмска продукција на дофат вие и сето она што е малку, да кажам, побогато, поискуствено, можете да го видите в главната програма. Овој пат, или пак за среќа, можеби, последните 2 години имаме една интересна женска филмска атракција од Шпанија. Ако на времето, пред 10 години, тоа беше Изабел Којшет, која што генерално сјаеше по фестивалите низ Венеција, Кан и Берлин, дури и Локарно и Сан Себастијан. Последните 2 години Берлин главната награда Златната мечка ја додели на Карла Симон за Алкарас, еден исклучително сладок, би рекла, убав, интимен филм за една интимна фамилиарна драма во едно мало место, Алкарас. И сето она што нив ги погодува во секојдневието. Одлично воден филм, не сув онака како што младите дебитанти знаат да го направат, или малку да заборават понекогаш на што значи концепт и приказна, за да можат да се собере се во нивниот буџет. И годинава една баскика, чија главна актерка од 11 години ја освои Сребрената мечка за најдобра женска улога. Тоа е филмот 20.000 видови пчели, кој што веднаш му го посочив на Небојша и му реков дека тоа е филм кој што ние мораме да го имаме, направен од баскиката Естибалиц Уресола Солагурен, која што годинава со овој филм е меѓу 40 авторки, која што ќе се бори за Европскиот Оскар. Воедно таа има и свој краток филм во програмата на краток филм кој што исто ќе се бори за Европскиот Оскар. Значи имаме филм на една извонредна шпанска авторка. Велам, шпанките во последниве 5-6 години убаво не изненадуваат, или можеби 10 и очекувам од кај нив таа школа на тој шпански, натурален, искрен филм да продолжи. Во исто време би ги истакнала филмовите на еден германско-ирански режисер и автор и сценарист, Бехрус Карамидзаде, Емтинец, празни мрежи, или како што ми се допаѓа Небојша, како што го преведа Јалови мрежи, една интимна драма помеѓу двајца млади љубовници кои што заради стереотипите и големата затвореност на нивната земја не може да ги остварат своите соништа, така што младиот човек прибегнува кон нешто што е нелегално. Но да не откривам се за приказната, бидејќи би било убаво сите оние млади режисери, особено ги повикувам покрај онаа публика на сладокусци на добриот на артхаус филмот, ги повикувам сите оние млади режисери кои што ги спремаат своите сценарија или се во ек на вжештување на главите за доловување на својата приказна, да дојдат и да ги видат како овие режисери кои што се дебитанти работат на еден долгометражни игран филм. Би сакала да го спомнам и ова, дека Бехрус Карамидзаде имав среќа да го запознам 2008 година со неговиот филм, краток документарен филм To be Child in Iran, да се биде дете во Иран, што го прикажав на Манаки онаа година кога фестивалот беше преселен од Битола во Скопје, ако се сеќавате. Да. И тогаш 2 дена тој беше наш гостин. Долго време слушав за него дека работи на документарци и после тоа, кога ги чекавме со Небојша, пошто калкулиравме, морам да признам, малку ги чекавме Локарно и Венеција со последните нивни програми, да видиме што тие за дебитантите направиле, бидејќи навистина вложуваат и Карлови Вари и Локарно како фестивали во однос на промоција на дебитантите. Го видовме филмот на Бехрус Карамидзаде, напред не знаевме дека тоа е негов филм, само го видовме како
како инсерт, побаравме линк и навистина пријатно се изненадив кога го видов името на овој автор, бидејќи тоа е негов прв филм, долгометражен игран филм после 15 години. Значи има автори кои што навистина го чекаат своето зрело време. Во земја како што е Германија, дури еден Вим Вендерс мора да чека или да аплицира на фондовите во Брандербург, Берлин-Брандербург фондацијата. А кај нас малце полесно една иста екипа добива се, а другите мора да чекаат на некое свое време. Го спомнав, заради тоа бех рус. Завршивте со оно што сакам следно да ве прашам. Да. Многу интересно како некоја телепатија. Ќе се вратиме на фестивалот, но токму сакам ова што го спомна Теодосиевска да ве прашам, еве и двајцата, за состојбата на македонската кинематографија, бидејќи цело време се зборува дека едните исти луѓе ги добиваат филмовите, едните исти луѓе прават филмови. И навистина, ете, ние кои не сме толку експертски упатени во проблематиката како обични гледачи, можеме да го забележиме тоа дека некои режисери или режисерки цело време режираат, добиваат фондови, добиваат филмови. Некои од тие филмови имаат некаков успех, некои немаат никаков, но се чини дека тоа и не е мерило по тоа за понатамошно повторно добивање на средства. Дали, еве, моето прашање, дали е тоа навистина така, дали е тоа само некаква перцепција кај нас или е навистина така? Па, добро се, јас се префрламе од фестивалот малку на општа тема, но она што би сакал, би можел да го кажеме дека во однос на ова што го кажавте, еве мерило некакво за успешност, сепак учеството на еден филм или присуството на една кинематографија, да речеме македонската, на меѓународни настани, на меѓународни фестивали е апсолутно мерило. Значи, тоа е неоспорно според мене и тоа е еден од критериумите. Може да зборуваме понатаму за кинодистрибуција, со која што еве се бави овогодишниот наш партнер Cineplex, меѓутоа тоа би требало да биде на некој начин поделено, бидејќи овој артхаус филм или нели филм кој што е всушност субвенциониран и секако изискува да биде субвенциониран затоа што во суштина нели филмската индустрија, западната, американската, па сега и останатите индустрии секако го завземаат просторот многу лесно, така што мора да се, како што и за театарот, нели мора да се сочува тоа едно јадро на автори кои што сакаат да се бават со уметнички филм, нели, кои што сакаат да имаат авторска слобода, а не да продаваат и да го третираат медиумот како Добро, тука не зборуваме само за уметнички, туку општо за секој вид на филм. Да, но ако зборуваме за поддршка, нели, државна сега, нели, мислам дека секако е репер учеството на фестивали, сакам да кажам. Она што мене ми е драго е дека сметам дека успехот на македонскиот филм по минатите години секако постои. И тоа таа заслуга имаат секако според мене најмногу авторите, бидејќи тие работат, секако и изобилството на теми во македонското општество, бидејќи има изобилство на теми, доста е живописно нашето општество и во секоја смисла се случуваат брзи динамични процеси од политички до општествени и така натаму. И некои други, така што има се уште огромен број на теми и млади автори кои што особено има еден женски бран кои што се трудат и работат на своите проекти и ги промовираат. Мислам дека некои проекти навистина ја промовираа македонската кинематографија. Моje мислење дека што повеќе присутност на меѓународните настани фестивали, тоа е подобро за целата кинематографија и ние сите заедно треба да се избориме за тоа. Исто така оваквите настани фестивали домашни овозможуваат да се шират тие кругови на тие контакти и така натаму и да се става македонската кинематографија во меѓународен контекст. Така што, не знам, јас и како автор во исто време би сакал и гледам оптимистички доста, а тоа што нели можеби треба по суштински да се навлезе во некаква државна стратегија, нели за и градење на некакви подобри, секогаш има простор за подобрување, нели на некакви подобри, построги критериуми за поддршка во секоја смисла и за филмски проекти. Тука има и фестивали, нели, професионалци кои што работат само на фестивали.
Така што тоа е секако секогаш тема и мислам дека треба да се развива секако тој сегмент на развој на критериуми, подобрување на тие критериуми. Добро, еве истото прашање за Теодосиевска, ќе се обидам да го уште малку да го парафразирам. Една работа е што ја спомна господин Јовановиќ во однос на темите, исто така постои една критика дека темите се повторуваат, дека премногу се слични меѓу себе, но и дека ајде ќе бидам уште по-пластичен. Обвинувањата се или критиките, ајде да речеме, не се обвинувања, дека прават автори филмови кои едните исти автори кои потоа никој не ги гледа. Сега зборувам за комерцијални филмови, не за уметнички филмови. И правиме споредба со соседна Србија. Па еве српските автори знаат да направат филмови кои се навистина гледани потоа. Што не значи дека се критиката нели ќе ги дека значи не е невозможно тоа. Така, точно. Пример, јас мислам дека во оваа година во програмата, нели, автор кој што работи и доста е препознат во регионот. Не, зборуваме за Драган Белогрлич. А за Драган Белогрлич, да. Тоа се тие примери, Добро. Јас не се согласувам со Небојша, со неговиот... Тоа е добро. Не се согласувам. Мислам добро е за дебатата. Дека треба да се прикажуваме и дека треба Македонија да биде присутна, па на кого не му е драго Македонија да биде присутна било каде на еден меѓународен настан. Се согласувам дека треба да се покачат буџетите не само на филмските продукции, бидејќи за ова последниве 5-6 години филмските работници секогаш се грижат да биде покачен буџетот за филмски продукции, филмските продуценти и работници. Но никогаш не го ставиле во својата агенда на покачувањето на буџетите на филмските фестивали. А кога треба да се прикаже нивниот филм, дали во компетиција или не, на некој било кој филмски фестивал, тогаш доаѓа до тоа дека да, тие сакаат да биде дел од тој филмски фестивал. Не секогаш селектори или пак тимот мисли дека тој филм треба да биде дел од тој фестивал. Ние годинава имаме само еден македонски филм, така? Тоа е преекспонирано на Елеонора Венинова. Немавме нешто многу голем избор, морам да признам, но тоа беше филмот кој што ги задоволи нашите критериуми. Особено на дебитански, нели? Да, на дебитански филм, точно така. Но не се согласувам, повторно ќе кажам, и мислам дека последниве години едните исти продуцентски куќи добиваат многу големи средства од колачот на Агенцијата за филм, затоа секако се одговорни луѓе кои што тоа го делат или го донесуваат како одлука. И не тоа, на младите автори тоа многу и не ми се допаѓа. Ако се сеќавате, некаде една екипа на млади автори напиша писмо до министерката Грковска, од која што немаат никаков одговор. Бидејќи тие се едноставно запоставени како автори. Никој нив подолго време не им дава денар за да направат еден краток филм, а камоли долгометражен да стигнат, бидејќи има критериум за да можеш да снимаш долгометражен филм во нашиот мислам, според законот за агенција за филмска дејност, мораш да имаш барем 2 кратки филма, дали тоа е игран или документарен, не е битно, меѓутоа мораш да ги поминеш тие скалила. А овие млади автори не може да стигнат ни до прв краток филм. Затоа мислам дека треба тие тела во Агенцијата за филм да бидат според мене покомпетентни, според мене. И малку повеќе да го почувствуваат пулсот на младиот човек, на младиот автор. Затоа што оние автори кои што тие ги субвенционираат со стотици илјади евра и милиони евра, може би ќе не однесат на некој фестивал заради нивните искуства и нивните познанства. А што да прават овие млади луѓе кои што не може да ги направат тие познанства? Со ниеден фестивал. Ме разбирате? Да. Секоја чест на сите автори наши кои што не добаа на меѓународни фестивали. Ние тоа и го промовираме, но јас како филмски критичар и проследувач на филмската дејност повеќе од 35 години, мислам дека некои работи воопшто не се во ред. Добро, мислам дека на тема имаме некои убави примери, например јас би го споменал Маријан Гавриловски, тој е млад автор кој што е припаѓа на, да речеме, генерацијата на независните македонски автори. И мислам дека е навистина светол пример. Тој направи еден филм кој што може би, да речем, е многу успешен во киноприкажувањето, може би некој ќе каже дека е комерцијален, меѓутоа има направено повеќе дела и, например, сам вложува во своите филмови. Денови баш зборувавме за тоа. Тој оди на редовен репертоар во Cineplex.
Јас мислам дека го видов на некој од конкурсите, сепак тоа е за поздравување, мислам дека тој е поддржан за негов прв долгометражен игран филм. Така што такви потези јас мислам се радувам и мислам дека тоа треба да биде по-често. Некако чувствувам дека ова прашање заслужува и малку подолга емисија и дебата и со други чинители. Секако јас се согласувам. Ќе направиме во нареден период, бидејќи гледам дека таа би била доста интересна. Пред самиот крај, господине Јовановиќ, се навраќаме на фестивалот за гледачите, онаа една општа генерална информација, кога, каде, од кога до кога можат да го следат. И не ве прашав за поддршката која добивате вие од Агенцијата за филм. Имате ли поддршка? Да, имаме поддршка во континуитет традиционално. Најголемата поддршка всушност за фестивалот е од Агенцијата за филм, тоа морам да го истакнам. Инаку фестивалот за среќа, нели, мислам има повеќе поголема поддршка, поширока поддршка, имаме и поддршка од странски фондови, меѓу кои во континуитет не поддржува Европската унија преку делегацијата на Европската унија и исто така константни партнери ни се и поддржувачи ни се повеќе амбасади, скоро со сите амбасади сме соработувале и мислам дека особено ми е драго бидејќи е препознае на овој настан, значи самиот концепт на настанот и професионалната реализација на истиот и бидејќи со повеќе од овие странски институции имаме, како што кажав, континуитет во заедничка реализација. Особено полската, шпанската, да. Исто така и сега ќе изумиме, ќе заборавам и австриската амбасада во континуитет исто така и продолжуваме исто така но она што за фестивалот да кажеме што мене ми е посебно драго, нели, потврдата што е потврда за еден успешен фестивал, според мене она што ме радува е препознавањето, нели, едно е институциите, институционално, лично препознавањето од младите автори од светот, особено од регионот и од Европа, значи потврдувањето на овој наш концепт. Овие автори го добиваат целото внимание на фестивалот. Ние отвораме секоја година со дебитант. Не кажавме многу за отворањето. Во таа насока сакам да кажам дека отвораме повторно со дебитантски филм, со една грчко-македонска копродукција, во која што од македонска страна учествува Сектор филм. Филмот се вика Behind the Haystacks или Зад сноповите сено. Филм во кој што учествува македонска екипа, дел и актерска, учествуваат Нино Леви и Предраг Павловски од македонската актерска екипа. Инаку овој филм е прилично успешен, доби 10 номинации на Хеленската филмска академија и награда за најдобра режија и најдобар грчки филм за минатата година, тоест за оваа година всушност, и е во исто време кандидат за европските филмски награди, за европскиот Оскар. Така што овој филм тоа е една семена драма, доста интересна, која што јас сметам ќе ги помести чувствата на гледачите. Тоа е филм на отворањето, инаку авторката на овој филм Асимина Проедру ќе биде наша гостинка, значи и ќе го отвори нашиот настан. И во тој контекст сакам да кажам дека овие автори кои што Киненова ги промовира, станавме свесни дека колку е тоа значено навистина и колку овој фестивал им значи, тие автори навистина го ценат ова и повторно доаѓаат и ги аплицираат нивните филмови. Таков е случајот со многу автори. Ние, да речеме, пред регионалната јавност тука ја представивме Карла Симон, за која што зборуваше Гена за филмот Алкарас, кој што минатата година доби Златната мечка, инаку на Киненова беше со филмот Лето 1993, тоа е шпански филм, шпанска авторка, со незиниот прв филм, а потоа освојуваат големи награди. Таков е случајот со бугарскиот режисерски тандем Кристина Грозева и Петар Валчанов, кои што на Киненова беа промовирани, бидејќи убав е примерот, ние отворивме фестивалот, започна својата приказна со нивниот втор филм Слава. Го отворивме фестивалот во 2016 година, а инаку тој филм беше само прикажан на Локарно, на фестивалот во Локарно и во една од програмите и не беше воопшто забележан, нешто особено, не доби една награда за актерска игра, чинам.
И тоа беше прва меѓународна награда за овој филм. Значи тоа беше Гран При. Овие автори тоа силно го истакна и следната година без размислување ние го добивме нивниот, не следната 2019 година го добивме нивниот филм Таткото. Такви автори има повеќе, тоа е и Кантемир Балагов, русинот Кантемир Балагов, кој што победи со неговиот филм Блискост или Closeness, теснота на руски во 2018 година. Исто така, посебно ми е драго, некои документаристи исто така се истакна на Кина Нова. Во 2019-та победи на изненадување на сите документарниот филм The Other Side of the River, филм кој што беше прикажан и на вашата телевизија, на германската авторка Антонија Килиан, која што беше исто така одскочна даска за незита, доби нов проект и работи веќе на нов. Да. Значи имаме 3 филма кои што се во нашата програма кои што се борат за европскиот Оскар, што нам ни е. Да, имаме многу информации да споделиме, не ова се само дел. Сите филмови се македонски премиери 90%, сакам да кажам, во главната програма е тоа случај, и филмови кои што се од оваа година само што беа на некои од големите фестивали. Одлично, добивме прекрасни информации, можам да Добивте кажам, увид особено за гледачите. Значи, уште една причина повеќе да го следат Кине Нова. Ви благодарам за учеството и како што кажав, во иднина ќе организираме и друга дебата. Ви благодарам многу вам за поканата. Со ова го завршуваме денешното студио 10. Почитувани, ви благодараме на вниманието и довербата. Останете со програмата на телевизија 24.